Добро, почитувани новинари, почитувани граѓани, би сакал кратко денес да се обратам со една порака до македонската јавност. Премногу е денес, затоа што СДСМ и ДУИ прават голема инфлација, поскапување на храната и на енергенсите од 30 до 100%. Маслото поскапе за 107%, килограм брашно за 80%, литар млеко веќе е поскап за 50%, шеќерот за 36%, а горивата се поскапи и до 70%. Имаме поскапа струја за 30% со најава за ново поскапување во јули. И после ова, никој не и верува на владата дека инфлацијата е само 12%. Народот секојдневно гледа и чувствува по сопствениот джеб дека тоа што лани го купувал за 500 денари, денес во самопослуга не може да го купи ниту за 1000 денари. Владата не го чувствува ова, затоа што за владата има се повеќе тендери и поголеми провизии, а за народот има се помалку пари, платите се ниски, а цените се премногу високи. Услугите кои што институциите се должни да ги дадат не се достапни за обичните луѓе, но се достапни за тие кои што се блиски до власта, бидејќи корупцијата стана правило, за жал исто како и непотизмот. Изминатиот период власта дури се обиде во својата ароганција и самоволие да сокрие и некои убиства, и така беше со убиството на рокометарот Тот, така е денес и со убиството на младото момче Витанов во Струмичко. Ништо од она што го ветија не исполнија, нема нов студентски град, нема клинички центар, нема клинички ниту во Штип, а автопатот Кичево Охрид Струга не е помрднат од фазата во која што беше оставен во 2017 година. Нема ниту една поголема странска инвестиција, нема пари за стопанството, но СДСМ и ДУИ не престануваат да земаат проценти од тендери и уште повеќе, секогаш има за нивните блиски доволно пари, како што имаше 1,4 милиони евра за фирмата на зајави преку Министерството за земјоделие. Оваа влада не создава ниту подобра сегашност, ниту перспектива во иднината. Европската Унија станува само далечен стон, а гледаме дека во ЕУ влегуваат само стручни кадри кои што ќе најдат работа со македонски или со друг пасош. Нема никакви изгледи дека нешто ќе се промени на подобро, а владата нема тим кој што ветува дека може да направи економски пресврт. Премиерот Ковачевски, за жал, служи како политичар за подсмев во регионот, а дома е пример за неспособен премиер кој нема план за подобар живот, кој што за народот станува се потежок. Затоа е премногу и затоа ве повикуваме на 18 јуни во 20 часот сите пред влада да им покажеме и лично колку сме незадоволни и колку оваа влада го има изгубено легитимитетот. Колку побрзо падне владата, толку подобро за перспективите на народот и на државата. Благодарам многу.